Вистинско време да промениме малку содржините и да ја поздравиме и представиме нашата прва утринска гостинка која е заедно со Вики и ќе го започнат нивниот разговор за новитетите и модернизацијата во Централниот регистар. Директорката на Централниот регистар, господјата Анита Стамнова, е наша гостинка. Добро утро и добре ни дојдовте. Верувам дека ви е пријатно во нашето студио, а Вики, пред да си го започнете разговорот, вака да ја понудиме директорката што би одбрале како понуда од нашето мало бифе, дали може би македонско кафе или кафе еспресо? Македонско, секогаш. Одлично. Со шекер или без? Без. Одлично. Добро утро и од мене. Ви благодарам што сте дел од утринската програма на телевизија Алфа. Почитувани гледачи, токму така, ова утро во првиот блок од интервјуата ќе разговараме со директорката или првиот човек на Централниот регистар, доктор Анита Стамнова. Ви благодарам што ја прифативте мојата покана. 25 години Централен регистар. Одбележувате еден јубилеј, јас така ќе кажам, што значи да се биде прв човек на една ваква важна институција во државата. Прво благодарам на поканата и на можноста да ги представиме новитетите и она што денес се случува во Централниот регистар. Како институција сме една од најдобрите, можеби и најдобра државна институција, зборувам, во државата. Чест и гордост е да се биде директор на оваа институција. Имаме професионален кадар, имаме добри перформанси, од кои што верувам дека еве дел ќе ги доближиме до слушателите на Алфа телевизија и гледачите. Токму така, го носите епитетот највисоко рангирана институција во државата. Господја Стамнова, што значи тоа за Централниот регистар и што значи да се биде избран за највисока институција во државата, по кои критериуми се бираше сето тоа? И веднаш потоа ќе продолжиме со она кое што навистина го работите во пракса со тековните проекти и секако активности на Централниот регистар. Така, значи, согласно последното рангирање на Министерство за јавна администрација, спроведена анкета помеѓу државните институции, токму Централниот регистар беше избран за најдобра институција во државата. Рангирањето одеше по повеќе критериуми, пред се спроведени меѓународни стандарди, значи покрај стандардот ISO 9001, кој што е стандард за квалитет. Централен регистар има уште неколку стандарди кои што се поврзани со безбедност на информации и на податоци, со безбедност и заштита при работа и така натаму. Понатаму беше оценските мисии на Европската комисија, Сигма проектите, задоволството на корисниците на услугите на Централен регистар, значи повеќе критериуми, комплексно беше оценувањето и еве чест ние што еве таа година ние бевме избрани како најдобра институција. Модернизацијата како тема ја одбравме за утрова. Што значи тоа во пракса за граѓаните? Скоро сите институции државни веќе одат чекор со дигитализацијата, која што е многу важна денес. Колку регистарот, Централниот регистар е во чекор со дигитализацијата, може ли да се пофалите конкретно со дигитални услуги и колку граѓаните се запознаени од друга страна со услугите и работата на Централниот регистар од другата страна? Така, значи Централниот регистар е високо дигитализирана институција во државава. Ние имаме во моментов 14 регистри, постоечки и повеќе системи. Работиме на нови регистри, кои што во моментов ги спроведуваме. Имаме во план за наредна година регистри. Сите тие се високо дигитализирани. Што значи тоа? Тоа значи од моментот на добивање на информацијата до моментот на издавање на истата до незините корисници, дали се тоа граѓаните, а во нашиот случај се пред се правните лица, приватните и државниот сектор секако. Значи услугата може да ја добијат по дигитален пат, односно од своите канцелари, од своите компјутери. Ова се однесува од моментот на регистрација на компанија, знаеме дека Централниот регистар ја води грижата за регистрација на компаниите, при регистрација и така натаму, па до моментот на добивање на некакви потврди. Дали е тоа тековна потврда, дали е потврда сме поврзани со другите државни институции преку дигитализацијата. Значи потврда дека нема изречена мерка забрана за вршење на дејност. Во овој дел имаме соработка, одлична би кажала, и со дел од државните институции, со приватниот сектор соработуваме. Тоа е можеби различно и специфично за нас, бидејќи сме повеќе насочени кон приватниот сектор него кон државниот сектор. Државата користи наши податоци, меѓутоа со приватните субјекти им помагаме и преку дигитализацијата ја олеснуваме нивното работење во суштина секојдневно. Верувам дека сте во постојана соработка и координација со останатите институции во и надвор од земјата, може да се пофалите со меѓуинституционалната соработка. Како оди соработката и колку сте координирани со другите институции и државни?
Да, преку системот на интероперабилност, значи тоа е електронската размена на податоци, вака по народски кажано. Соработуваме со многу институции, тука Министерството за дигитална трансформација пред себе го спомнала, бидејќи они се оператори на системот, поврзани сме со Царинската управа, практично при евиденција на компанија или било каква статусна промена, потребно беше порано да се оди во царина 2 пати, еднаш да се поднесе барање, понатаму да се подигне барањето. Сега со дигитализацијата електронски од нашите шалтери преку електронските системи може да се подигне документот, што значи дека е многу лесната работата на пред се на граѓаните и на компаниите. Понатаму сме поврзани со Бирото за јавни набавки. Согласно Законот за спречување на перење на пари, сите фирми што ќе добијат било каква јавна набавка при јавно спроведена постапка имаат обврска на некој начин, секако со нивна согласност, да го одобрат моментот на издавање на информација за вистински собственик. Знаете, собственикот на фирмата, менаџерот секогаш не е вистинскиот собственик, и сега со оваа дигитализација преку нашите системи, бидејќи ние го водиме регистрот за вистински собственици, е овозможена таа можност со што државата и органите на прогон или може да работат на спречување на перење на пари и финансирање на тероризам. Колку се одговорни фирмите, правните субјекти во работата и ве како централен регистар во постојана комуникација секако со нив, со тој дел од секторот, од бизнис заедницата? Да, они се поприлично одговорни. Кога спомнавме дигитализацијата, само да се надоврземе на приватниот сектор. Ви благодарам. Благодариме се. Значи, ние сме поврзани и со Институтот на сметководители и овластени сметководители. Се одговорни, поприлично се одговорни. Во моментот на поднесување на завршни сметки се прават проверки кои се сметководители или преку нашите системи, каде што и они имаат пристап. Во делот на поднесување на електронски извештаи, пред се тоа се годишните финансиски извештаи, мислам дека тука имаме голем напредок во текот на годините. Малтане речиси сите приватни компании електронски ги поднесуваат годишните сметки. Има секако отстапување нели од овој податок, некогаш оправдани, некогаш неоправдани, меѓутоа генерално во делот на соработката со компаниите јас би ја оценила како одлична, бидејќи имаат и анкетата нели од задоволството на корисниците покажа дека високо не рангираат. Значи задоволни се од нашите услуги. Пак ќе кажам, ние повторно соработуваме повеќе со приватниот сектор, меѓутоа во делот на бизнисите. Со граѓаните помалку да кажам, таков не опсегот и делокругот на работа, меѓутоа взаемната соработка ја би оценила на високо ниво. Колку граѓаните конкретно се запознаени со работата на Централниот регистар, од друга страна во повеќе наврати ја споменуваме дигитализацијата, колку се охрабруваат граѓаните и да ги искористат таквите електронски услуги, колку се во чекор со модернизацијата на новите услуги на регистарот? Па јас си бев изненадена во моментот кога дојдов пред нешто година и пол во Централниот регистар, бидејќи луѓето се многу обучени. Ние одиме и на терен, еве и во овој момент имаме колеги што се на терен, кои што работат со корисниците, ги презентираме нашите услуги, повторно пред се на компаниите, меѓутоа соработуваме и со граѓаните. Во моментов имаме склучено договор за соработка со ФИНКИ, Факултетот за информатичка технологија, каде што работиме на подготовка на чет-ботови, тоа е нели во делот на дигитализацијата, каде што граѓаните ќе можат да постават прашање и директно да добијат одговор, тоа е вештачка интелигенција, нели? Меѓутоа во еден дел прашањето ќе ги носи директно на делови од веб страната каде што може да ги најдат услугите кои што ги бараат, образците кои што ги бараат. Исто така ги дигитализираме тие стари регистарски предмети останати од претходната држава од бивша Југославија, каде што ќе може граѓаните, меѓутоа пред се и стручната јавност, нели професорите, студентите, да прават анализи на компаниите кои што биле основани од тоа време. Ние податоците ги имаме. Меѓутоа дигитализацијата не значи просто скенирање на документот, значи негова читливост, значи не е обичен PDF документ. Верувам дека со ова ќе направиме уште еден исчекор кон приближување на потребите на граѓаните и воопшто на нашето општество. Сега истражувајќи ја вашата работа, последните 2 години регистарот работи со негативен финансиски резултат, меѓутоа во оваа последна година вие веќе позитивно работите, односно има позитивен тек работата на Централниот регистар. Што значи тоа и што значи тоа за вас како прв човек кој што стои веќе, како кажавте, година и пол на оваа функција? Да, во моментот на моето доаѓање во институцијата беше во незавидна финансиска состојба. Значи 23-та беше завршена со околу 11 милиони денари загуба, односно негативен финансиски резултат. 24-та веќе 55 милиони. За оваа година
значи 25-та година сега веќе и ние нели се поднесовме сами на себе завршната сметка, да бележиме позитива од некаде околу 70 милиони денари. Значи успеавме комплетно загубите од претходните 2 години да ги покриеме и да застанеме на едни стабилни нозе, затоа што знаете вие може да имате планови и стратегии, да бидете амбициозни, меѓутоа без финансиска конструкција, без финансиски средства не е можно да реализирате ниту еден проект. Така да тоа беше за мене приоритетно. 24-та на крај ја фатив, значи ја бев некаде назначена околу 24 септември за директор на оваа институција. 25-та година интензивно работевме покрај нели на отклонувањето на сите оние причини. Тука имавме одлични соработки од владата, мора тоа да го кажам. Бевме поддржани во дел од нашите напори да ги надминеме овие загуби за да можеме да бидеме рентабилни да функционираме. Имавме сериозни забелешки од Државен завод за ревизија. Тоа е ревизорски извештај кој што е јавно објавен на веб страната на Државниот завод. Имаше сериозни забелешки од начинот на поставеност, документацијата, на некој начин, како да кажам, што беше спротивна во однос на законските прописи како налагаш сето тоа да се работи. Значи 25-та година интензивно се работеше на отклонување на тие забелешки и сега имавме нели она follow-up, односно следење на претходната ревизија. Извештајот е одличен. Значи поголем дел од забелешките кои што повторно ќе споменам беа сериозни, сега се отклонети и еве за мене како прв човек и за тимот со кој што работам, тоа е многу значено и многу важно. Да, веќе го начнавте одговорот на моето следно прашање, колку е важно кохерентно да се работи со целиот тој тим. Верувам дека сте многу во тимот на Централниот регистар, па колку координирано соработувате и колку е важна таа соработка на ниво на држава секако. Да, соработката со вработените, како што и соработката со надворешните корисници е круцијална. Значи, еден човек може да биде одличен, меѓутоа без соодветен тим нема да има резултати, мислам дека за тоа сите сме свесни. Имаме одличен тим за работа и за соработка, имаме IT тим, што е многу важно за нас како државна институција, бидејќи знаеме дека дел од другите државни институции имаат проблем со обезбедување на квалитета на IT тим. Како што кажавме и претходно, високо сме дигитализирани, тоа значи дека компјутеризацијата, софтверите кај нас е на висока нога веќе влезени, работиме, комуницираме како со државата, така и со странство разменуваме податоци. Тимот кој што е во Централен регистар, повторно ќе повторам, е клучен, не само IT кадрот, значи имаме кадар во сите области, различен е кадрот кој што функционира во Централниот регистар, имаме канцеларии на секаде низ Македонија. Имаме вкупно 12 регионални регистрациони канцеларии и уште 15 регистрациони канцеларии. Во овие канцеларии работат вработени кои што се едуцирани, кои што се добро подготвени, кои што им ги даваат услугите на граѓаните од прва рака. Многу е важен начинот и пристапот кој што го имаат вработените. Знаете, кога ќе влезете во некоја институција, насмејано лице е првото нешто што ви остава впечаток за таа институција и што ви овозможува да се завршите работата за која што сте дошли. Токму така. Многу амбициозно започнувате и оваа нова 2026 година со нови тековни големи проекти. Јас би сакала да начнеме само дел од проектите кои што веќе се во функција, односно во работа на регистарот. Веднаш потоа ќе ве прашам и како ќе го одржите, односно титулата, како ќе се одржите за најпрестижна, најугледна институција на државна нива. Да. Оваа година завршивме 2 големи проекти. Едниот беше за креирање на извештаи. Знаете, како што спомнав, веќе 14 регистри имаме тековни, други 2 се веќе во изработка. Значи, тие извештаи требаше да овозможат поврзување на податоците од регистрите за издавање на еден квалитетен податок кој што ќе биде сеопфатен и ќе им служи на граѓаните. Вториот голем софтвер, да кажем, или софтверско решение се однесуваше на интерните процеси во однос на сметководството и финансиското работење и водењето на евиденцијата за човечките ресурси. Тоа беше впрочем и забелешка од Државниот завод за ревизија дека евиденцијата не е добра. Во овој дел направивме голем исчекор, во моментов работиме на еден суштински проект, тоа е регистарот на сметки. Тоа значи обединување во една база на податоци на сите податоци од платежни сметки, девизни сметки, сефови кои што располага државата. Тоа се мисли на приватниот и на јавниот сектор, меѓутоа и на граѓаните. Значи, на едно место, и исто е согласно Законот за спречување на перење на пари, на едно место ќе може државата да има евиденција, меѓутоа и граѓаните, кое лице при дадена постапка, какви се сметки располага. Другиот проект кој што го планираме за наредна година, се надеваме дека ќе го реализираме, е регистарот на лиценци. Се уште во држава немаме централно тело кое што води евиденција кои се и какви лиценци издава и со кои се какви лиценци располага. Знаете, и не били настани се случаја, некогаш за да проверите компанијата која што стои позади некој настан, може да е и позитивен, потребно е да имате еден регистар каде што на едно место
ќе ги видите сите податоци. Повторно е цел државен орган вклучен, значи сите институции ќе бидат вклучени и приватниот сектор ќе биде вклучен. Во моментов, наискрено, ја не знам кои се издава лиценци во државата. Тоа го правиме сега во соработка со владата, да ги задолжи државните институции да достават податоци до Централниот регистар кои се издава лиценци. Повторно ќе кажам, покрај државниот систем, покрај државните институции, приватни асоциации издаваат лиценци. Еве за пример ќе ги земам сметководителите, ревизорите, значи има многу институции и асоциации. Значи ли тоа да во иднина очекуваме поголема контрола и поголем надзор врз работата на тоа кој се издава лиценца и кој се отвара фирма може? Токму тоа е и целта на овој регистар, да се има единствена евиденција, да се знае кој се и какви лиценци издава и повторно од друга страна кој се и какви лиценци располага. Тоа е многу важно бидејќи тоа значи регулирање на пазарот. Така. Верувам дека ќе го задржите ова темпо амбициозно со цел да се задржите нели титулата највисоко рангирана институција што следува во периодот кој што следува, што е следно на агендата на Централниот регистар, госпоѓа Анита. Прв нареден настан кој што за нас е особено значаен, за мене и за вработените, е 4 век од формирањето на институцијата, односно 25 години. Оваа година планираме да го обележиме со еден меѓународен настан. Значи ќе бидат поканети институциите во кои што ние сме членка, тоа се меѓународни институции, Европската асоциација на деловни регистри, Корпоративниот форум на регистри и Меѓународната асоциација на деловни администратори со седиште во Америка. Значи очекуваме малтене гости од цел свет. Оваа година амбициозен е настанот. 1 и 2 декември ни е планирано Европското здружение, значи на регистри, да имаат 2 дена настан. Едниот ден ќе бидат бордот на директори, вториот ден е Генералното собрание, третиот ден, односно 3 декември би била нашата конференција и за 5 декември оставивме настан за вработените. Ќе го обележиме со сите вработени, ќе бидат поканети во Скопје, ќе имаме една заедничка обука како од нивните предпоставени, така и надворешна компанија, се со цел да ги подобриме нашите услуги и да се приближиме до нашите клиенти. Значи цела година малтене ви е спланирана и агендата ви е веќе и пополнета. Велат дека кога жена ќе застане да работи на една институција, тоа го прави домакински, тоа го прави навистина на еден малку повреден начин од спротивниот пол, што значи да се биде жена денес во јавниот свет, што значи да се биде жена на јавна функција, како балансирате помеѓу приватното и професионалното? Да, па предизвик е во секој случај. Значи, жените во нашава држава, да кажам, сепак сме застапени. Не има нели на високи раководни функции, како во државниот дел, така и во приватните компании. Секако е чест и задоволство. Има баланс, мора да има баланс, значи приватниот живот никогаш трпи. Меѓутоа, укажаната доверба е голема и ќе се трудиме нели на секој начин да оправдаме. Ние како државни институции, ја како директор сме сервис на граѓаните, ние стоиме и постоиме за граѓаните, така да наша обврска е да го дадеме нашето време и искуство, знаење за да помогнеме институциите да се подобрат во своето работи. Толку ни е времето, верувам дека имате и уште повеќе што да кажете, меѓутоа се надевам во некоја наредна прилика со нови теми и нови услуги и модернизација на Централниот регистар. Јас ви благодарам што ова утро бевте токму моја гостинка и што доближивме малку повеќе за работата на оваа највисоко рангирана институција во државата до нашите гледачи, до граѓаните. Секако ви благодарам и ви посакувам секако убав ден. Благодарам на поканата уште еднаш. Почитувани гледачи, се надевам дека доближивме малку повеќе и до вас за работата на оваа институција која што навистина јадро во бизнес заедницата, меѓутоа која што нуди нови дигитални услуги денес во ова денешно време токму за нас граѓаните. Сузан, ние полека тука го завршуваме разговорот, можеби сакаш да ми се вклучиш со некоја. Беше интересно да ве слушам. Да, јас и всушност и не знаев на каков висок, на кое високо ниво е веќе Централниот регистар во нашава земја. Секоја чест и почит за сите ваши луѓе кои се дел од оваа голема и успешна приказна. Да.